10 јули 2014 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Од хидромелиоративниот систем Тиквеш се наводнуваат околу 9000 хектари земјоделски посеви во 5 општини од Тиквешијата. Од денеска во функција и хидросистемот Бошава. Од денеска стартува хидросистемот Бошава. Што сето тоа ќе значи за земјоделците? Директно прашање до директорот на водостопанство Тиквеш, господинот Љупчо Димов. Што тоа ќе значи за земјоделците и се разбира, тоа тебе едно интересно прашање како се одвива поливната сезона со оглед на фактор што последниве 3 дена имаме енормно зголемена побарувачка од вода за наводнување. Така е, сезоната кај нас е во полнек, како на целата територија на водостопанство Тиквеш, така и на делот кој што го покрива хидромелиоративниот систем Тиквеш. Таму мора најнапред да ги известам самите наши водокорисници дека во изминатиот период заради реконструкција на самиот канал, изработка на нови преградни цидови, изработка и санирање на самиот сифон за да можеме да донесеме што поголема количина на вода. Во изминатиот период сето тоа го работевме за еве денеска да може да се пуштат тие количини на вода кои беа во изминатите години многу мали, некаде околу 100 литри, меѓутоа сега можеме по тој канал да пуштиме поголеми количини на вода кои што ќе ги задоволат не само потребите на водокорисниците, туку така и на потребите за новите мини централи на тој дел што ќе се изградат. Денеска, значи, како што рековме, ќе ги пуштиме првите поголеми количини на вода. А во текот на денешниот ден ја уклучуваме пумпната станица за наводнување, исто паралелно покрај тоа што ќе се работи на пуштање на пумпната станица, се работи и на оспособување и на новиот цевковод што е изграден од страна на локалната самоуправа, така да тој дел што подлежи под системот Бошава ќе биде од 2 места снабдуван со вода за наводнување, така да самите водокорисници ќе немаат некои големи проблеми во делот на водоснабдувањето и наводнувањето. Со оглед на фактот што плодните полиња во Тиквешијата од 5 општини Кавадарци, Негутино, Росуман, Градско и Демиркапија се напајуваат од хидросистемот Бошава, значи многу значи оваа вода за наводнување. Како досега се одвива и ќе може ли да се одговори на барањата на сите земјоделци? Па како што знаете, од порано е кажано дека хидросистемот Бошава е изграден далечната 57 година и беше многу руиниран. И со јавно-приватно партнерство ние успеавме да почнеме со реконструкцијата на тој канал. Значи, моментално се работи на тој дел интензивно, како во реконструкцијата на каналската мрежа, така и во изработката на доводните цевководи кои треба да ги пуштат водите и по самите мини централи. Значи, се работи интензивно, како резултат на таа интензивна работа, еве ги направивме и ние нашите напори да можеме да обезбедиме што поголема количина на вода. Очекуваме дека до крајот на оваа година ќе се пуштат во употреба мини централите, значи ќе протечат првите количини на електрична енергија, така да и по нашите канали ќе може да се овозможи поголеми количини на вода кои ќе доведат до редовно снабдување на вода за наводнување, како и за технолошките потреби на целиот дел на Кавадарци. Да. Тоа значи и преродување на целиот овој простор кој се смета дека има една полупустинска клима со 250 до 270 сончеви денови во годината. Дали непречено ќе се одвива поливната сезона ова лето? Овака, за сега немаме некои поголеми проблеми со наводнувањето, меѓутоа очекуваме дека сезоната беше отпочна како врнежлива, имавме мала побарувачка на вода, меѓутоа како се зголемуваат летните горештини, така се појавува и потреба за поголеми количини на вода. Моментално дистрибуираме вода на сите делови на системот Тиквеш, може да се осеќа во текот на дента на крајната мрежа, некаде на кај Веничани и делот кај што е Тремник, може да се случи неколку часови да нема вода за наводнување, меѓутоа со брза интервенција од страна на службите на водостопанство Тиквеш се скратува тој период кај што нема мислам каде што има недостаток на вода. Пумпните станици сите ни се моментално пуштени во употреба, во функција. Оварските спрема Евана ги исплаќаме редовно сега за сега, така да мислам дека че нема проблеми со наводнувањето оваа година. Едино можам да му дадам информација на самите водокорисници дека секоја година водостопанство Тиквеш во сезоната за наводнување заради појавата на жабуњак или алгите по самата каналска мрежа, ние мораме да го соприме каналот и да ги извршиме тие прочистувања, заради тоа што со самиот жабуњак се намалува пресекот на каналот и со тоа дистрибуцијата на вода не е многу поотежната, така да ги информирам граѓаните
граѓаните дека од понеделник 14 и 15 дека ќе се прекине со водоснабдувањето и во наредниот ден, значи на 16 ќе има повторно редовно водоснабдување. Лозарите сметаат дека одземањето на лиценците за работа на 13 винарии нема негативно да се одрази во предстојниот откуп на винско грозје. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Румен Стаменов најавува засилени контроли пред стартот на бербата за сите правни субјекти и задолжително потпишување на договори помеѓу лозарите и визбите. Меѓу визбите кои ја загубија лиценцата е и значаен откупувач на грозје во тиквешијата. За лозарите одземањето на лиценците не е вистински потек кој што ќе ги принуди визбите да си го платат грозјето во што пократок рок. Визбите должеле поради тоа што слабо им одела продажбата на вино. Не би требало негативно да се одрази при откупот оваа состојба. Дел од визбите што останаа без лиценца се надевам дека до пред почетокот на берба ќе си ги завршат обврските и повторно ќе откупуваат. Значајно е да се нагласи дека имаме и нови винарски капацитети кои учествуваат во откупот, ни рече директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Румен Стаменов. Тој нагласува дека одземањето на лиценците е резултат на доследното спроведување на законот. Стаменов е дециден дека отстапки ќе нема за ниеден субјект што не ги испочитувал обврските кои ги пропишува законот. Нагласи дека годинава инспекторатот од самиот старт на берба на грозје ќе биде на терен. Инспекторите ќе барале договори за откуп. Секој лозар ќе мора да има склучено договор за откуп со винарската визба или откупниот пункт. И годинава пред да започне откупот на грозје ќе направиме контроли во сите правни субјекти кои ќе откупуваат грозје. Ќе ги контролираме условите под кои се откупува грозјето. Исправноста на вагите и широмерите исто така ќе бидат предмет на нашите контроли. Не сме и никој да манипулира со производителите на грозје, рече Стаменов. Лозарите со кои разговаравме велат дека се навикнати на вакви работи, визбите да ги губат лиценците за работа после април поради неплатено грозје, но пред стартот на бербата да си ги завршат обврските и повторно да добијат дозвола за откуп. Согласно годишната програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести, синоќа на територијата на општина Неготино се изврши прскање против комарци и скакулци. Согласно годишната програма за преземање на мерки за заштита на населението од заразни болести, како и спроведување на програмата за комунални дејности во делот на дезинсекција, дезинфекција и деретизација на територијата на општина Неготино, синоќа во периодот од 23 до 5 часот наутро се изврши машинско прскање, односно дезинсекција на територијата на повеќе локации во општина Неготино. Имено, според податоците добиени од терен, се изврши прскање во реоните на селото Криволак, Војшанци, Тремник, потоа кај депонијата покрај реката Вардар, на кејот на Тимјаничка река, во централното градско подрачје на Неготино и други локации, односно беа опфатени речиси сите подрачја на територијата на општина Неготино, само да додадам дека станува збор за прскање против комарци. Од друга страна, имајќи ги предвид реакциите на граѓаните, а верувам дека сите сме сведоци на едно такво нешто за присуството на голем број скакулци во домовите, во дворовите, на јавните површини, во разговор со луѓето од Центарот за јавно здравје од Велес е договорено и се спроведе во пракса прскање и против скакулци. Луѓето од Центарот за јавно здравје информираат дека не станува збор за домашни, туку за условно речено увозни скакулци, на така наречени марокански скакулци, кои по некоја случајност од Африка се дојдени во Македонија и ги има на подрачјето на нашата општина. Токму затоа синоќа покрај прскањето со аквакотрин против комарци се изврши прскање и за елиминирање на скакулците. Меѓутоа, луѓето од Центарот за јавно здравје од Велеса велат дека скакулците мошне тешко се уништуваат и токму затоа е потребно и после 21 ден ќе се спроведе уште едно прскање против скакулците со единствена цел да дојде до нивно елиминирање или пак намалување на нивниот број. Летото ги зголеми потребите од резервни единици крв. До крајот на јули закажани 2 летни доброволни крводарителски акции.
Летото и високите температури ги зголемија потребите од резервни единици крв, реагираат надлежните институции, како што велат навреме за да може да се одговори слободно на потребите. До крајот на јули 2 вонредни крводарителски акции ќе има и кавадарци. Првата беше реализирана на крајот од јуни, со што и официјално Институтот за трансфузиона медицина го најави летото и летните вонредни крводарителски акции. Денеска за двете кои следуваат официјално ни потврди Рози Илова, секретар на Кавадаречкиот Црвен крст. Првата е на 17 во организација на Министерството за внатрешни работи, Црвен крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. Домаќин е гранична полиција Кавадарција во периодот од 9 до 13 часот, освен припадниците на гранична, крв ќе може да даруваат и вработените од полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Втората вонредна акција во јули е на 24 во просториите на Кавадаречкиот Црвен крст за граѓанството на Кавадарци и околината во термин од 8:30 до 15 часот. Од Црвен крст потенцираат дека традиционално летото и зголемените потреби од резервните крвни единици календарски се потполнуваат со најмалку 3 до 4 вонредни акции за крводарителите и сите кои сакаат да покажат хуманост и да спасат живот. Бројот на сообраќајните и другите незгоди во лето почесто ги има, па затоа никогаш не се на одмет повеќе резерви од крв е ставот на Институтот за трансфузиона медицина, чии екипи се грижат за реализацијата на акциите. Водоводните и канализационите мрежи во индустриските зони Узус и Речани ќе ги добие Дервен. Тие се градени со пари на локалната самоуправа Велес, но досега не биле дел од јавниот водоводен и канализационен систем на општината. Деталите за ова ги пренесува колегата Зоран Јаневски. Водоводните и канализациони мрежи во индустриските зони Узус и Речани ќе ги добие Дервен. Во иднина со нив наместо општината ќе стопанисува јавното комунално предпријатие. Тие се градени со пари на локалната самоуправа, но досега не биле дел од јавниот водоводен и канализационен систем на општината. Согласно одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на територијата на општина Велес, одржувањето на изградените водоводни објекти и инсталации, како и канализациони објекти и инсталации, кои не се дел од јавниот водоснабдетелен и канализационен систем, со одлука на Советот на општината се преотстапуваат на давателот на услугата, јавното комунално предпријатие Дервен, како овластено предпријатие за вршење на комунални дејности на територијата на општина Велес. Одлуката за преотстапување на водоводните и канализациони мрежи во индустриските зони треба да ја одобри општинскиот совет. За ова ќе одлучува на седницата во петок. Иста постапка се поведува и за колекторскиот систем и фекална канализација во Новачани. Општина Велес во 2003 година конкурираше со овој проект и истиот доби финансиска поддршка од КАРЦ 2003-2004 програмата за развој на локалната инфраструктура за реализација на проект регионален колектор за фекална канализација со пречистителна станица за населените места Мамукчево, Кумарино, Отовица и сателитска населба на езеро Младост до населено место Новачани. Реализацијата на проектот започна во 2005 година и се изгради колекторски систем и пречистителна станица за 3000 еквивалент жители. На седницата во петок, Советот треба на комуналното Дервен да му ја даде на стопанисување и топилничката канализација. Инаку досега за користење на овие канализациони и водоводни мрежи не се плаќаше на доместок. Во организација на регионалната занаетчиска комора од Велес денеска во средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј Неготино се одржа компјутерска обука за сите заинтересирани лица од регионот. За целта на обуката говори извршниот директор Златко Леов. Целта на оваа обука е да се едуцираат занаетчиите, сегашните занаетчии, тие што се вршители на дејност од Велес, Неготино, од Кавадарци, да се едуцираат за компјутерска обука се работи во склоп на со помош на Вардарскиот плански регион. До сега сме имале ние и обуки по други основи. Се работи за обука која што ќе им помогне на занаетчиите подобро да може да вршат својата дејност. Обуката е бесплатна и ќе се стекнат учесниците на обуката со сертификати, со Microsoft Word, со интернет, се што им е потребно во нивното работење,
Тоа е во организација на регионалната занечиска комора од Велес, каде што се членови сите оние занечи што се регистрирани во Неготино, Кавадарци, Велес како поголеми градови во нашиот регион. Меѓутоа имаше учесници и ќе има учесници од помали места. Значи, целта е да биде занечијата едуциран, така полесно ќе може да ги обавува своите задачи и полесно ќе може да води својата дејност, од причини што денешното време сите работи се обавуваат електронски. Исто во септември месец се планираме ќе одржиме обуки и за потенцијални занечи ученици, таму ќе ги едуцираме како можат и колку лесно можат да отворат занечиска фирма во врска со даночното законодавство и се што е потребно во врска со нивното работење. Денешната обука ќе одржат стручни лица кои што се оспособени за тоа и после завршување на обуката сите лица кои што се посетители ќе добијат соодветни сертификати со ознака на ГИС, бидејќи они се партнери во проектот што ние го спроведуваме. Опожарени околу 500 метри квадратни трева во Велешко Раштани. Надлежните апелираат на поголема одговорност. Утринава околу 9 часот жителите од Велешкото село Раштани пријавиле пожар на трева на локација километар и пол над селото. Пожарникарите од противпожарната единица Велес веднаш се упатиле на местото на пожарот и со брза интервенција истиот бил изгаснат. Опожарени биле околу 500 метри квадратни трева. Пожарникарите се сомневаат дека огнот го запалиле некои од селаните, а среќна околност што огнот не се проширил бил фактот што тревата се уште не е толку сува. Во пожарот изгорела само трева и грамушки и за среќа била избегната поголема штета, велот од противпожарната единица од Велес. Љупчо Лепидовски, командир на противпожарната единица Велес, апелира до локалното население во Велешко да не ја пала тревата, со што може да предизвикаат и шумски пожари со несогледливи последици, како што беше случај пред неколку лета во Велешко. Тогаш во големиот број на шумски пожари изгореа неповратно илјадници хектари шума, а во над 90% од случаите причинител беше факторот човек, потенцира Лепидовски. Инаку само пред неколку дена СВР Велес преку полициските станици и одделот за превенција со акции на терен и советодавни состаноци апелираше на поголема внимателност при престој во природа, поголема одговорност и навремена реакција. Вакви случаи како овој во Велес не смее да има, за да не се случат поголеми катастрофи по шумските појаси, апелираат надлежните. Од денеска до 12 јули на армискиот полигон Криволак ќе се извршуваат боеви гаѓања. Од командата на гарнизон Криволак го информираат местното население од општините кои гравитираат околу армискиот полигон дека од денеска до 12 јули во реоните Кукулци, Мушанци и Каша и Тубре ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви, истите да се обележат и за тоа да се известат надлежните органи од командата на полигонот или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе биде видно обележано согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедено со физичко обезбедување, се наведува во соопштението од гарнизон Криволак. Делата на младиот ликовен уметник Есат Јашаревиќ од Нови Пазар представени пред неготинската публика. Изложбата во Центарот за култура Ацо Ѓорче во Неготино на младиот ликовен уметник Есат Јашаревиќ од Нови Пазар, Србија е всушност магистерскиот труд под наслов Космос, со кој магистрира минатата година на Факултетот за ликовна уметност во Скопје на одделот графика во класата на професорот Трајче Блажевски. И покрај дипломирањето на Техничкиот факултет Михаело Пупин во Зринјанин и стекнувањето со звањето инженер по дизајн и проектирање на текстил и облека, тој напоредно дипломира на Факултетот за ликовна уметност на
Интернационалниот универзитет во Нови Пазар, каде работи како асистент и важи за еден од најпознатите авангардни модни дизајнери кои креира за новопазарските модни куќи. Графиките на Есат Јашаревиќ представуваат динамична абстрактна експресија. Фасцинацијата и перформансите на овие графички композиции се содржани во физичките форми кои се деловно абстрахирани. Тематскиот циклус е поврзан со космосот и неговите релации со тајните на универзумот, артикулиран во многу варијации, но основниот принцип во пристапот се целосната слобода на изразување со акцент на бојата и движењето. До сега има реализирано 7 самостојни изложби и учествувал на повеќе групи изложби во земјата и во странство. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Утре ќе биде умерено облачно и нестабилно со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици, ќе дува умерен јужен и југозападен ветер, кој попладне ќе преминува во северозападен. Максималната дневна температура ќе достигне до 32 степени Целзиусови, а УВ индексот ќе биде 7. Значи, прогнозата за утре е дека не очекува мало разладување со дожд. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро со нашата програма.